Ние 60 дена протестиравме на најмирен, најдостоинствен начин. Не по наша волја, нити вина се случи на 27 април нешто што не требаше да се случи. Меѓутоа, од утредента до ден денес повторно докажавме дека ние сме граѓани кои што ја сакаат оваа земја и си го реализираат своето право што го дава Уставот, што го даваат законите на мирен протест, да излезат и да се борат за она што го сакаат и она во што веруваат. И затоа, за да им покажеме, докажеме, иако знаат, дека е непотребно да тормозат толку многу припадници, чувари на редот и мирот, ве молам нив да ги наградиме со аплауз. Тие не треба да бидат тука. А сега ве молам самите себе да се наградите со аплауз за 71-иот ден. 71 ден од отпорот кој е наша должност. Должност кога некој сака после избори да подметнува документи создадени во други држави, кои бараат да се отвори дебата за знамето, за химната, за државниот грб. Ако има некој во оваа земја на кого му пречи ова знаме, тој треба да поработи на себе, на своето воспитување, на својот однос кон комшиите, кон браќата, точно да поработи на својата глава, а не да бара да бидат дискриминирани и тормозени стотици илјади граѓани кои никому зло ниту помислиле, ниту направиле. Ако некој има проблем со химната на Крушевската република и на Гоце и на Даме, ама и на Питу, со Крушевската република, од која што произлегол Крушевскиот манифест, манифест кој што поширок не може да биде, тогаш исто тој човек треба да си ја провери главата и да размисли што зборува и како им се обраќа на оние кои него го следат, каков пример им дава, а не да бара ние да ја виткаме кичмата. 71 ден доаѓаме тука. Баравме најчесно да се откажат од таа тиранска платформа. Прво ја негираа, не постоела, после тоа им ја читаа во собрание нивните нови колеги, поранешниот режим, сега големите демократи. Не го прифатија тоа. Бидејќи им беше толку мила, им рековме во ред. Ако не можете да се симнете од таа тиранска платформа, ако ви се залепени нозете со нешто доле, тогаш излезете барем на избори, па да видиме дали ќе добиете поддршка од граѓаните за спроведување на точките од тиранската платформа. Знаат дека таква поддршка немаат, лажат дека биле 700.000, не е точно. 1.200.000 македонци беа излажани после изборите со новиот договор меѓу фамозната неславна тиранска коалиција. Ни тоа не им одговараше, но избори еден ден ќе има. Мора да има. И тогаш ќе го чујат одговорот на луѓето кои сега се жртви на така наречена современа окупација, бидејќи нема друг збор како да се објасни она што се случуваше во овој дом и во нашата земја во последниот период. На неизброени пратеници, на прекршување на сите можни точки во деловникот кој се базира на Уставот на Република Македонија. Како да се бираат меѓу себе во фудбал во мало, кога се бираат луѓето кој ќе игра, кој со кого е, кој сака да биде голман, кој да биде напаѓач. Па така ли се бира претседател на собрание? Без записник, без бројање на пратеници, без давање можност за збор на други, без прашување дали има против кандидат. И таквиот избор, 5 минути подоцна, им го честитаат луѓе со своји интереси. Тоа не се луѓе кои делат интерес со граѓаните на Република Македонија.
И секој кој што ќе прифати таква лакрдија, тој не и мисли добро на оваа земја, бидејќи не мисли добро на редот и поредокот, на законите кои мора да се почитуваат ако сакаме да кажеме дека имаме држава. Ние се бориме против тоа и имаме право на тоа. А оној кој што замижува и вика, ете, видете, големите сили го поддржаа тоа, така се црпи легитимитетот, ке ме извините. Може би така во моментов мислите дека ќе го црпите легитимитетот. Ама ако ова стане пракса во оваа земја, заборавете на Република Македонија, нема да ја имаме повеќе. Затоа отпорот станува наша должност. Како ќе го покажуваме, ќе се договориме. Меѓутоа, за должината немам дилеми. Тоа ќе го правиме се додека не успееме, а еден ден ќе успееме, бидете сигурни во тоа. Оние што тврдат дека се бореле за правда и мир, а мижат пред кршење на уставот, не се борат за правда и за мир. Како да живее човек мирно во оваа земја, кога утре некој што сака може да ви направи, ако тоа му е одоброволено од некој од надвор, од некој кој е голем или го замислуваме како голем, бидејќи може би и се плашиме некаде во себе од тој некој големец. Дали се плашиме? Тоа сакам да го чујам. Вчера читав изјава на еден познат аналитичар, кој што рече, не е проблем, вика, како го бирале Талат Џафери, тој или својот легитимитет го црпи од мнозинството. Во превод, тие се 67 кои го поддржуваат, секако ќе го избереа. Да речеме дека е така. Изберете го по процедура. Постои ред, постои закон, постои деловник, постои устав. Не може да се прави замена на тези, да се релативизира лакрдијата, да се релативизира обидот за државен удар кој што се случи внатре. Не смееме тоа да го направиме. Ако замолчиме пред тоа, ако замижеме пред тоа, ние ќе сме генерацијата која што во многу придонела за укинување на македонската држава, бидејќи без устав и без закони немаме држава. Тоа нема да го дозволиме, не смееме да се откажеме од борбата за правдините. Малку ми кажаа тука некои господи дека слушнале на некои медиуми, можете да замислите од која групација, дека денеска немало да има протест. Не знам како може некому да му е незамислива битката на граѓаните за правна држава. Таа битка е и за тие луѓе од таквите медиуми кои што известуваат со помрачина на очите, со перде на очите. Ама и за нив ќе ја добиеме таа битка. Бидејќи сме на страната на правото и на правдината, на страната на доброто. Колку и да звучи како приказка, доброто ќе победи, доброто мора да победи, ние ќе победиме. Сите заедно, 71 ден го одиме овој пат. Никогаш нема да престанеме да го одиме. Никогаш. Тоа е наша обврска. Наша и на сите браќа и сестри низ целата Република Македонија. Сите луѓе кои што во илјадници број излегуваа на своите плоштади и по своите улици. Да ги поздравиме, ве молам и нив.